Ракометарите на Eurofarm Работник ја забележаа првата победа во сезоната во Суперлигата, откако синоќа во спортската сала Младост минимално со 18:17 го добија составот на Охрид. Пред околу 2000-та публика, домакините стигнаа до триумф на самиот крај од надпреварот. Во еден доста цврст надпревар без многу погодоци, и двете екипи докажаа дека располагаат со одлична одбрана, но затаија во нападот. Гостите во текот на целиот надпревар имаа предност која ја одржуваа на 2 до 3 погодоци разлика, а избраниците на Иван Марковски и Александар Зарков се чини дека го покажаа најдоброто само во 20 минути од надпреварот, односно во последните 10 од двете полувремиња. Кај екипата на Охрид се издвојуваше голманот Трајковски кој беше одличен помеѓу стативите, додека најефикасен беше Кобетич со 5 погодоци. Пресудно кај домакините се чини беше влегувањето на голманот Чаневски, кој го замени Новаилијата Игор Арсич, додека иако со само 2 постигнати погодоци, одличен надпревар имаше и Стефан Талевски. Иако се чини дека останатите интернационалци се уште се аклиматизираат на македонскиот ракомет, португалецот Серхио Барос и во овој надпревар го докажа својот квалитет и постигна 6 погодоци, па се чини уште на самиот старт на сезоната покажува дека ќе биде засилување од големо значење за новиот битолски суперлигаш. Трилер надпреварот помеѓу екипите на Eurofarm Работник и Охрид го реши Златко Мојсовски со неговиот трет постигнат погодок. Откако успеа да го надмудри Трајковски од крилната позиција на 2 минути до крајот за резултат 18:17 за домакините, кои цврсто во одбраната и со сигурноста која ја внесе Чаневски помеѓу стативите, го задржаа водството до самиот крај за голема радост на играчите и публиката, која дојде да го проследи овој надпревар. Екипата на Eurofarm Работник во наредното трето коло од ракометната Суперлига ќе гостува во малото пелагониско дерби кај тимот на Прилеп.